Почитувани, секој изминат ден со криминалниот картел на СДСМ на власт е трагедија за Република Македонија. Веќе 2 дена молчи цело Министерство за транспарентност, веќе 2 дена молк од оваа ненародна влада за тоа дали човекот фотографиран како излегува од зградата на владата на Република Македонија е Джезеир Шакири, познат како командант Хоџа. Владата треба да одговори дали е точно дека Джезеир Шакири од јули 2001 година е на црната листа на Соединетите Американски држави, подпишана од тогашниот председател Џорџ Буш, токму заради заканата што ја представува по безбедноста заради фундаментализам и екстремизам. Дали овој Шакири се уште е на американската црна листа? Дали е точно дека ова лице што излегува од зградата на владата било вмешано во нападот и убиството на полициски службеник во трговскиот центар Чаиршанка во Скопје? Дали е точно дека службите поседуваат бројни оперативни информации за негова вмешаност во нелегална трговија и шверц на оружје и дрога? Дали е точно и дека во декември 2001 година на Косово, во Витина, било пукано во него поради сомнеж дека проневерил пари од фондот на тогашната УЧК? Почитувани, доколку фотографиите кои се шират во јавноста се верни, владата не смее да крие информации и треба да соопшти со која цел Джезеир Шакири, алијас командант Хоџа, бил во службените простории на владата. Дали се вистините гласините што ги следат овие фотографии во јавноста дека Зоран Заев бил дотолку уценет што прифатил да го ангажира Шакири како надворешен советник и да го плаќа со пари од граѓаните? Пратеникот на СДСМ Мухамед Закири застана во одбрана на така наречениот командант Хоџа и побара јавноста да не се занимава со Шакири, како ангажманот на Шакири во владата да е приватно прашање. Директорот на ПУИК од СДСМ Џеват Исени, како и кандидатот на СДСМ за градоначелник Хади Османи, веќе му честитаа на командантот Хоџа. Како што самите велат, командантот Хоџа сега е командант на владата. Джезеир Шакири се пофали дека откако Заев победил, тој направил политички договор со него за да го ослободи Танушевци, а за возврат Заев да му дал некаква функција. Доколку барем дел од сите овие информации е точен, тогаш станува збор за огромен преседан и трагедија која што Република Македонија ја живее под водство на Зоран Заев. Информациите дека Джезеир Шакири влегува во владата се загрижувачки. Тоа што владата 2 дена нема информации дали тој е ангажиран или не, е доказ за срамните пазарења кои што се прават. Ако немаат проста информација за тоа кој не работи во владата, тогаш какви информации имаат и можат да пласираат од Министерството за транспарентност на оваа ненародна власт? Да не беше трагично, ќе беше смешно. Секој поминат ден со власта на СДСМ е срам за Македонија. Со секој поминат ден се прават се поголеми штети кои ќе бидат тешко да се надоместат, затоа што побргу треба да си заминат од власт. Тоа е подобро и за државата и за граѓаните. Ви благодарам.